И председателот на владата на Република Македонија Никола Груевски излезе пред медиумите со коментар за ветото на Грција и недобивањето покана за влез во Алијансата. Денеска сите земји членки на НАТО, како никогаш досега, беа на страната на Македонија освен една држава, тоа е Република Грција. Никогаш досега во историјата на Република Македонија немало толку многу поддржувачи на нејзина страна, но и една држава која што е толку многу против земјата да стане членка на НАТО. Денеска членките на НАТО, речиси без исклучок, кажа, препозна дека Република Македонија ги достигна стандардите да биде членка на НАТО. Ги направи сите потребни реформи, сите потребни нешта што се бараа од Република Македонија да биде на исти степен, на исто ниво со земјите членки на НАТО. Сите препознаа и кажа дека Република Македонија заслужува да биде членка на НАТО и да седи заедно со нив на масите на кои што седат, заседаваат и носат одлуки. Како што веќе знаете, една земја заради едно билатерално прашање силно се спротивстави на сите и ја блокираше добивањето на покана на Република Македонија, користејќи адут кој што многу ретко се користи, крешејќи го договорот од 95-та година, ставајќи се и себе, и нас, и регионот во многу непријатна ситуација. Ние треба да бидеме горди со тоа што сите земји членки денеска кажаа вие треба да станете членка на НАТО. Вие ги исполнисте стандардите. Сите до една препознаа дека Република Македонија, граѓаните на Република Македонија и сите политички чинители во овој период успеа да ја донесат земјата до таков степен да биде рамна на членките на НАТО. Соочувајќи се со оваа ситуација, ние ќе продолжиме со нашите напори за уште поголем напредок, за уште поголеми реформи. Направивме се што можевме и до овој период, до доаѓањето во Букурешт, и овдека во Букурешт, во овие два и пол дена, жестока борба да успееме да го спречиме обидот на Грција да го направи тоа што го науми и што го најави уште во Атина, трагајќи кон Букурешт. Како и да е, секој оној што мисли дека со овој потек ќе ја натера земјата да прифати нешто што тој сака да го прифати, мислам дека е во голема заблуда. Земјата, за разлика од многу кои што често пати вртат разни темни сценарија, земјата е силна затоа што има силни граѓани. Земјата ќе продолжи и да обстојува, и да се развива понатаму со силна динамика, заедно со нашите сојузници, а ги имаме многу, тргнувајќи од Америка, на која што сакам сега јавно да и се заблагодарам за огромната подршка што ја даде на Македонија, би рекол, историско залагање да и се помогне на Република Македонија. Сакам исто да и се заблагодарам и на Словенија, на Турција и на сите други земји кои што дадоа се што беше во нивна моќ. Навистина, дури до одреден степен ги ризикуваа собствените односи со Грција за да и помогнат на Македонија. Но за жал денеска не успеа до крај да бидат победници во една таква борба. Меѓутоа успеа во намерата да докаже дека Република Македонија е веќе подготвена, дека таа можеби неформално, но сепак веќе е на исто рамниште со земјите членки на НАТО и дека кога ќе се разреши проблемот со името со Грција, речиси по автоматизам, земјата ќе го добие членството во НАТО и ќе стане дел од НАТО алијансата. Значи, практично, Грција го искористи правото на блокирање, на вето. Тоа е тешка артилерија во дипломатијата и нив сигурно нема така ефтино да ги кошта ова што го направија. Меѓутоа, ние се соочивме со тоа. Ние продолжуваме понатаму, земјата продолжува да се развива, земјата продолжува да оди напред, како што одеше и во изминатиот период. Сме поминали низ многу потешки ситуации од ова, низ многу потешки моменти и потешки години. Ќе поминеме и низ ова, ќе излеземе уште посилни, ќе продолжиме со нашите напори, како што кажав и пред 10 дена. Ние 17 години живееме без да бидеме членки на НАТО, ќе издржиме и понатаму и ќе бидеме уште повеќе посветени на патот на развојот на државата, на подобрување на квалитетот на живот на граѓаните и на издигнување на земјата на уште повисоко рамниште.
Ви благодарам.